Сега ќе ти кажам, позади изгледа отидоа, како ги промашивме, чекај да им зврцам. Плавата, таа, позади плавата. Ако нешто блендира им и ќе застанат. Сега на Кајагино се одиме, Да. така? Видам, здраво, како си? Добар. Одлично, фала. На време сме. Здраво, јака и мајка ти плошки преведе кујната. Ама знаеш дека се... Мислам дека еднаш дојдов, поминав. Не беше. Па онда сме се виделе на митинг, затоа ми беше познато. Здраво. Здраво. Како сте, што правите? Добри. Да. И како сте? Добар. Како сте, Радмила? Драго ми е, здраво. Дали според се е тоа вистинскиот можеби начин на кампања и близко со народот? Знаете, како тука јас себе си ќе си се демантирам и сватив дека некои мислења или ставови или оценки кои што сум ги имала порано биле неточни. Например, јас секогаш сум мислела дека и како вице-премиер и како председател на партија никогаш не сум имала бодигард со мене. Наспроти власта која што шета со 10-15 луѓе со дебели вратови, наоружани, со одела, јас сум сметала дека тоа не е модерен тип на политичар, кој што е обкружен со ѕид од бодигарди. Меѓутоа, не сметав дека за тоа треба да зборувам. И мислев дека тоа само по себе се разбира и дека луѓето го гледаат, а не треба јас тоа да го раскажувам. Кога сум доаѓала кај луѓе дома и кога сме седеле најпријателски, најнормално, исто, не сум мислела дека тоа и медиумите треба да го видат. Се покажа дека не сум била во право. Сега дека не си на телевизија, луѓето нема да видат што всушност се случува во текот на кампањата. Општините кои што не се под контрола на ВМРО, пари нема. Тоа што мора да го праќаат за школите, толку. Ни една нова градинка, ништо плюс да се реновираат училиштата. Буквално како да овдека не живеат луѓе. Колку плата да земат? После војна Агино село не е помогнато ништо овде. Ништо. Сами школа изградиме, сами вода, сами струја, сами амбуланта. Ништо не е помогнато во Агино село. Па и ние даваме данок за оваа држава. И па затоа велам, затоа. И јас не сум и јас до ден денеска велам дека и да сме ние на власт не треба да ги делиме. Човек во години и ќе дојде истото ќе ми го каже. Пака, така, треба да ги срушиме, ова не се трпи. И јас вака ќе го прашам, кај е син ти или керка ти? Или таа и вака ми кажува. Јас имам пензија и пензијата што и да прават не можат да ми ја земат. Ама они или ќе ги избркаат од работа, или нема да добијат работа заради тоа и затоа сум им рекол седите дома. За жал, многу луѓе денеска во Македонија се уплашени. Многу луѓе се уплашени. Меѓутоа, знаете како? Со тек на времето, кога више нема што да им земат, луѓето се го губат стравот. И ова што гледаме и на митинзи како излегуваат, и на средби како доаѓаат, времето на ВМРО ДПМН е помина. Значи, посетата наликува на многу посети кои што сум ги имала не само во овој регион, туку генерално, особено во селата во Македонија. Луѓето не се плашат нам да ни ги кажат проблемите. И се жалат дека за жал таму каде што би требало да бараат нивно решение, наоѓаат на затворени врати. Особено кога проблемот не е локален, туку бара и државна интервенција. За жал велат дека таков отворен разговор не можат да имаат кога ќе дојде партијата на власт. И мене од една страна ме љути што е така, од друга страна ми се допаѓа тоа што сега се чувствуваат отворени со нас да зборуваат за нивните проблеми. Бидејќи кога не ги слушате проблемите, кога не ги разбирате луѓето, кога не ги сослушувате луѓето, нема шанси да им понудите решение. И ми се допаѓа што имаат доверба да ги кажат, да се изјадат за своите проблеми, но и да кажат дека очекуваат да ги решиме.